Почитувани, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва, како што и најавивме, во студиото се Илија Димовски. Добро вечер. Ви благодарам што сте дел од Само вистина, и Александар Кржаловски. Благодарам што сте дел од Само вистина. Очекувано ќе зборуваме на почетокот за првиот круг од локалните избори, секако и за другите актуелни теми и околу нашето придвижување околу ЕУ и процесите во судството и така натаму. За нашата влада, односно премиерот и неколку министри се во Лондон. Малку би сакала и за таа тема да проговориме, особено околу аспектот со брзата пруга и што можеме да се очекува тој договор со Велика Британија. Димовски, за почеток, дали ја делите констатацијата во јавноста дека по првиот круг од локалните избори, ако ВМРО-ДПМН не освои буквално најголем број на градоначалници, 33 во првиот круг, 550, еве денеска информација дека вкупно советнички места во Скопје, водство на Ѓоргиевски, секако се очекува се да се потврди во вториот круг на 2 ноември. Дали се согласувате со констатацијата, пак ќе кажам, бидејќи се мери резултатот сега со ланските избори ВМРО-ДПМН дека овој пат изгубиле околу 140-130 илјади гласови. Се согласувате ли вие околу тоа дека СДСМ добро го доживеа поразот и дали е делегитимирана? Дури една општа констатација, па да одиме поединечно. Општа констатација видите, во принцип на овие избори има еден исклучителен победник, тоа е Влен, као политичка конотација, заради тоа што толкувањето на бројките и сурово држање до бројките не го дава резултатот на политичкиот ефект. Влен практично изгуби со 15-20 илјади разлика, но политички го победи Дуи заедно со двете алијанси. Тој аспект и генерално поставување на бројките треба да го гледаме во контекст. Дека парламентарни избори не може да се споредуваат со избори за локална самоуправа е точно во најголем дел, не целосно, но во најголем дел. Што е битно? Политичката концентрација на моќта кај ВМРО-ДПМН после овие локални избори ќе биде поголема од таа што била досега и на локално ниво. Значи ВМРО-ДПМН ќе има поголема моќ на одлучување, има поголем број на општини на крајот овој процес, но ќе има и поголем број на советници или совети. Например, во Битола досега го немаше мнозинството на советот, сега го има мнозинството во советот со се градоначалникот, кој што во прв круг доживеа реелекшн. Значи, од тој аспект може да констатираме неколку работи како политичка поука. Прво, СДСМ не го искористи овој простор од година и пол на бидување во опозиција и на власт каква таква, според нив лоша, според власта добра, да направи некаква реорганизација, рехабилитација на својата порака, на својата политичка понуда, на својата организацијска поставеност. Имате неколку градови во Македонија каде што СДС е доведена до момент на непрепознавање. Значи, во Велес има 2500 гласови, во Штип имаат некоја слична бројка, во Прилеп имаат 4000 гласови, во Битола се трета политичка сила, во Скопје се пета политичка сила. Тоа е првиот впечаток врз база на бројки. Вториот печаток е дека Влен успеа да го победи дуи политички, не нумерички, но политички, заради тоа што па и сите очекувавме дека концентрацијата на поддршка Влен ја има во урбаните средини, а Дуи ја има во руралните средини. Се на овие избори па и руралните средини. Черачиново Дуи премина во Влен, Сарајево Дуи премина во Влен, Теарце исто, Боговиња исто, тоа се огромни општини. Жилино беше и досега во Влен. Жилино и Тетово, да. Практично Скопскиот и Тетовскиот регион, каде што е најголема концентрација на албанско население во Македонија, Влен има веќе политички целосна контрола. Ќе биде интересно во вториот круг да видиме како ќе има разврска во Струга и во Дебар. Како градови во кои што очигледно кандидатите на Влен се во предност, но ако се заврши и таму победата на Влен, ако се заокружи, тогаш ќе биде целосна политичка победа. Велам, нумеричка не мора да значи. И она што е последно за власта, имаше најави од самиот председател на владата дека се очекуваат помали бројки отколку на парламентарните избори. И имаше најава дека и заради тоа, но и заради впечатоците тоа како функционирала владата досега, дека размислува за реконструкција на владата. Така да
не е ништо страшно, дури и ако го толкуваме ова како некаква порака спрема власта, дека треба во одредени сегменти да го подобри своето работење. Ако дозволите, не знам, делот на судството, обвинителството, реформите во тој сегмент, веројатно ќе се согласиме сите. Дури и тие што седат на фотелите во собрание или во влада ќе се согласат дека во тој дел треба да се преземат поголеми мерки. Јас би додал можеби и функционалноста на администрацијата, квалитетот на услугите, оптеретеноста, макроекономските податоци во смисла на дефицити, буџети и така натака, оптеретувањето, трошокот кој што го создава администрацијата визави услугите кои што ги добиваат граѓаните, така да мислам дека веќе доаѓаме во време во кое што ќе мора да резултатите да се испорачуваат и побрзо и поквалитетно. Така да се на се во принцип овие избори пратија порака спрема сите. Некаде таа порака е на опомена, некаде е на сериозна казна. Кржаловски, се согласувате со оваа генерална оценка, дали можеме вака да ги сведеме работите? Во принцип тешко нешто да не се согласуваме со Илија историски. Ама ќе се обидаме, бидејќи тој од ВМРО да помене, ја да фатам некој наратив од опозицијските партии, дека колку може нешто да се оправда, да речеме, од овој резултат што се направи, но факт е дека прво не може да се споредуваат баш парламентарни и локални избори, а од локалните фактички само СДСМ има назадување, сите други имат повеќе од претходните избори. Дури да споредуваме со парламентарни, држи до некоја мерка, да речем, тој наратив дека падот на ВМРО во однос на тоа е поголем, но 115.000 гласови има помалку само заради излезност. Потоа има 20.000 повеќе неважечки лифчиња и од овие што гласале. Значи тоа прави доста разликата е неутрална, така да речем. Излезноста е одраз на тоа граѓаните не се анимирани. Не, иста беше на локалните, значи на локалните природно има помал интересот за локални отколку за парламентарни, мобилизацијата на граѓаните и самиот интерес за граѓани. Процентот на крај е многу сличен со претходните, ама не е сличен со парламентарните. 56% беше таму, сега е 48%. Така да тие 115.000 гласови се таму, плюс неважечките. И еве да прифатиме дека има некој пад. Но што е ефектот од тоа? И Хилари Клинтон имаше повеќе гласови, 3 милиони од Трамп на тие избори, но битно е како се распоредени и Трамп освои многу повеќе држави. Исто овде се случува да, значи ако гледаме во резултатот 33 спрема 3, 11 пати има повеќе градоначалници освоена ВМРО во првиот круг од СДСМ. Сега ќе видиме каков ќе биде вториот, но и таму ВМРО има 25-6 или 27. Сепак нели се бројат советничките, освените советнички места. Секој се може да брои. Околу 300.000 со 125.000. Секој се може да брои. Најбитно е да го видиме политичкиот контекст. Како тие резултати имплицират. Да. Лего во дискусија. Да не јасно, и баш би го потенцирал јас тоа со дека побитно беше, дека овде беше прилично известно. Сите малкуте анкети што се појавија овој пат го укажуваа на тоа дека е известна ситуацијата во македонскиот блок, беше прашање само со која разлика ќе биде изразен резултат. Поинтересно беше во албанскиот и беше прилично понеизвестно и затоа е победата и така доживеана. Значи, како што каже Илија, има повеќе гласови, има повеќе советници, но перцепцијата е дека се декласира. Политичката моќ на одлучување, значи дуи заврши со 3 победи во периферни општини. Да. Дури Гостивар отпадна од Добро, Слава, сега за чашка. Врапчиште исто немаше цензус. Отпадна. Липково, кај што сега не сакам да релативизирам ниту една општина, но не можете да го споредувате Желино со Липково. Да не зборам за Тетово или за Чаир, кај што е па концентрацијата и на институции, и на политичко, и на културно, и на образовно движење помеѓу албанците. Од тој аспект, дури во ваков контекст, видите, 3 дена никој од дуи нема излезено на телевизија да објасни што се случува. Значи, ние можеме сега да бидам некој супортив на теоријата дека дуи освои, ама ни самите они не излегле да се борат за тоа тврдење, затоа сам суровото споредување на бројките нема да го дае точниот одговор. Велам, има и општини каде што ВМРО со помал број на гласови остварува политички поголема победа. Така да премногу е... ако одиме кон тоа дека нели бастионите требаше да бидат Чаир и Тетово, тогаш во тој контекст да.
Дуи ја губи Не само политичката чаиритето, битка. и се што гравитира околу чаиритето во овој случај. Значи, сите гледавме на Чаир и на Тетово, но малку од нас погледнуваа на Сарај. Сарај општина со 40.000 жители. Да не речем, тоа е 2/3 од Чаир. Малце од нас погледнаа на Рачиново. Тоа е сепак еден пакет кој што ќе одлучува во првата и во втората изборна единица при евентуални предвремени или редовни парламентарни избори, кои ќе ги земе албанските гласови во првата и во втората изборна единица. Малце од нас погледнаа во Боговиње, малце од нас погледнаа во Теарце. Исто така се тие општини со по 15, 20, 25.000 жители. За Желино не сега зборам, огромна општина од аспект на број на население. Така да целокупниот тој сегмент очекував да бидам искрен дека нема да биде толку лесно за Дуи, но видовме што се случи. Што е причината според вас себе? Видите, прва работа, тоа го коментирав и во текот на кампањата некаде кај ваши колеги, дека во принцип не помина теоријата, односно главната носечка порака на Дуи, дека овие избори се референдум. Видите, Али Ахмети секоја вечер на неговите настапи зборуваше дека овие избори се референдум од национално значење, се обиде да создаде коалиција, што све може да собере околу себе, луѓе кои што биле против него. На пола кампања Бујар Османи почна да зборува за тротоарчиња, за улици, за паркчиња, за градинки, заради тоа што го осети сенсот на граѓаните во, да речем, најурбаната општина каде што живеат албанци, дека, извинете, ама темава со обединување, со таравари, со села, не лепи. И сега, вие во исто време имавте, во едниот ден, навечер го гледате Али Ахмети како ви зборува за националното значење референдумот, ова, тука, албанците, Европа и така натака. Немам дисреспект во таа смисла. Ахмети велеше дека него интересираат патчиња или такви. А утредента од Сабајлето уклучувате Фејсбук и го гледате Бујар Османи како ви зборува за дупките во улиците во Чај. И сега не можете со такви mixed messages вие да направите една траекторија по која што луѓето ќе ви веруваат. Знаете, ја водам по планини, ако видам водачот на групава по планина да ми се шантра лево десно, да не знае дали треба по левото патече или по десното патече да тргне, ја имам веднаш сомнеш и не сакам тој да ме води. Така е и во гласачкото тело. Ако праќате mixed messages, и кај други партии имаше, и кај други коалиции имаше mixed messages, не беа едно, од нив ги анализираме. Дуи не беа дуи само ваков пример, посебно на овие избори имаше доста видливи мешања, но тука беше најизразено и тоа мислам дека е една од причините. Второ, подценувачки се однесуваше коалицијата на Дуи спрема Влен. Значи со тоа нивно успешно превземање на таравари пред 3-4 месеци од Влен во коалицијата на Дуи, они мислеа дека е завршена работата. Мислам дека несериозно го прифатија тоа и не сватија нешто што и јас сум го немал во предвид, Кржаловски може го имал во предвид, пошто малце поаналитично и понаучно пристапува кон овие работи. Ние всушност во Македонија десетина години назад има еден квантум од 70 до 90.000 албански гласови кои што се секогаш против Дуи. Анти-Дуи гласови кај албанците, не кај мене или кај вас, кај албанците. Сега, дали тие гласови еднаш Беса ги предводи, дали потоа ги предводи Алтернатива или Алијанса, дали потоа ги предводи Демократско движење на Изет Меджити или сега Влен како колектив, фактички мислам дека и не сме биле свесни целосно, дека постоел десетина години еден таков квантум на гласови. Во овој пат тој квантум на гласови беше прилично добро организиран, прилично јасни пораки имаше, видливи кандидати, препознатливи, Изет Меджити, Билал Касами, Менди Ќура во Струга, значи фигури кои што не само за своите средини, туку и на национално ниво значеле политичка некаква тежина. Од тој аспект, мислам дека тие се улови. Може да дополнам две работи што додека го слуша Филија ми падна на памет. Во нашите истражувања секој година што правиме за најголемите проблеми во државата и слично, веќе 5 години воопшто не е во први 5 интеретнички тензии проблеми. Некои колеги албанци ми приговорија на еден од брифинзиве со наблюдувачите меѓународни, дека сепак имало. Викам, ја сметав дека е интраетнички. Точно е тоа што го забележија, дека така е интраетнички Дуи со Влен, ама ги користат интеретничките и ја ми испадна дека ствари главно Дуи ги користи за да
се обиде да потпали атмосфера, ама тоа што и наши истражувања покажуваат дека тоа веќе не е битно прашање за мнозинството граѓани, односно не се смета за воопште за проблем, а камоли за голем проблем. И тоа се недоврзува нова за приказните и затоа веројатно во текот на кампањата се измени приказната за колку толку да се пристапи на во неговата објава во неделата Бујар Османи, нашиот репортер од терен имаше информација дека штабот се затвара, се палат светлата. Потоа на Facebook тој ја честиташе победата на Изет Меджити, што е сосема многу коректен стил. И најави дека во следните денови ќе излезе со неговите пораки, конкретни чекори што понатаму. Што предвидувате сега, господин Кржаловски, вие во овој контекст, дали ова што го зборуваше Пет Малкиле Димовски, точно Ахмети ги сведе на ниво на референдум овие локални избори, пак ќе кажам, зборуваше дека нас не интересираат улици, комунални проблеми, се работи за правата на албанците така натаму, па дури беше на оној митинг, нели, во албански митинг во Тирана, нели, декорот беа, нели, албански знамења, која беше сценографијата, што се скандираше на нивните митинзи. Дали со ова се затвара темата за предвремени избори? Дали може да се каже, сега рано е се уште да се каже, треба да дочекаме да завршат и вториот круг од локалните избори, меѓутоа дали тенденцијата веќе говори дека Дуја губи битката во однос на Вреди, бидејќи нивната главна парола беше дека тие се нелегитимните и дека се слуги во власта. Ги користам сега нивните зборови. Што очекувате и дали се затворени како тема предвремените избори во овој случај? Па да, еден колега албанец најдобро веројатно што вечерта ја опиша го спеше резултатот, имаше само објавено легитимитет, дека тоа беше мантрата, особено на Али Ахмети и на Дуј во целата година и пол од самите избори. И тоа е втората работа што сакав да ја кажем, зашто сметам дека вака завршија, бидејќи тие го оспорува легитимитетот на Влен во ситуација која тие го прекршија во однос на ВМРО од 2017, која после изборите 16, која го прекршија претходниот договор со ВМРО и го прифатија помалиот или губитникот од изборите во Македонскиот блок за свој партнер во владата. И секоја нифун се удри тоа од глава, почнаа да викаат легитимитет нема, а самите тие го прекршија како прво. И фактички резултатот фактички им се удри од глава. Буквално Влен го потврди својот легитимитет во владата и тоа е веројатно главниот резултат. Во однос на мислам дека е целосно парем не е во рацете на Дуј прашањето за предвремени избори. Сега се наметнува прашање дали ВМРО, ДПМН и Влен ќе сакаат предвремени избори да капитализираат да што се вика. Ова и во нивни раце ќе биде тоа, иако и самиот премиер мислам дека неколку пати каже дека нема. Зошто и дека нема врска локалните и резултатот од изборите каков и да биде со тоа што ќе се случува во парламентот и дека ја лично не очекувам, но ако некој го отвори тоа прашање, да, секогаш мнозинството го има клучот за тоа, бидејќи ги има претеници. Имаше еден елемент кој и се уште во парламентот Дуј го држи клучот за Бадентеровото мнозинство. Но историјата ни покажува дека има и други начини, посебно ваква ситуација сега, за стигнување и на такво мнозинство, бидејќи некој ќе почне да го напуштаат бродот што тоне и ќе се префрлат во неевропски. На Балканот секогаш била поразвиена културата. Добро, јас сега цитирав еден поранешен него му реплицирам, не вас. Би сакала сега, ќе зборуваме секако и за СДСМ, бидејќи тоа е интересно во однос на тоа како опозицијата, како СДСМ би требало да се крене во следниот период, бидејќи потребна е нели силна опозиција. Димовски, премиерот најави сериозна реконструкција. Еба Кржаловски вели се зависи од власта дали ќе има предвремени избори. Што ќе значи таа, како вие тоа го гледате, кога ќе каже премиерот сериозна владина реконструкција, што ќе опфати таа реконструкција и што треба да... Не знам што ќе опфати, можам да кажам моето мислење што треба да опфати. И тука нема да се задржам на персонални калкулации, од аспект дека тоа можеби не е на крај на криштата, понекогаш
повеќе објективни околности одредуваат персонални решенија отколку субјективни околности. Тоа е така во политиката. Ако се договорат коалиционо дека одредени министерства, некојаш се знаело лоши предлози да станат министри, добри предлози да не станат министри. Тоа се случувало 30 години на нас. Она што мислам дека ќе биде неопходно е две работи. Прво, реорганизирање на приоритизацијата. Значи, мислам дека тука ќе мора да се поместат работите, посебно во делот на администрација и судство. Значи, нема анкета, пак ќе се повикам на Кржаловски, заради тоа што научно ги гледа овие работи. Ниту еден граѓанин на Република Македонија не е задоволен од услугите кои што ги добива од администрацијата или од гаранцијата на праведноста и правичноста од правосудниот систем. Само минус на оваа влада? Не, тоа е наследство. Тоа е наследство на оваа влада. Тоа е втората работа што сакам да ја кажам, динамиката на исполнување на работите. Значи, оваа влада веќе ќе во каков и да е контекст, оваа конкретно или реконструирана нова влада на Мицковски после изборите, нема да ја има комоцијата на одложување на реформите. Ќе се бараат многу побрзи, промптни решенија и похрабри потези. Од тој аспект ќе си процени и премиерот каков тип на структура на владата му треба во смисла на искуство, во смисла на храброст, на решителност и така натака. Но тоа велам, за мене персоналниот состав е од секундарно значење. Битни се чекорите што ќе ги направат. Битни се политичкиот правец и политичките чекори кои што ќе ги влече таа влада. Од тој аспект да, потребно е, моето мислење, но со поголем примат на ова што ви го велам. Во смисла на тоа, дај да видиме, значи, дали има општествен консензус во оваа држава дека судството е нефункционално и не гарантира праведноста во системот и функционалноста на системот, да. Да седнеме сите. Не велам тоа дека треба да биде политика само на власта, сите релевантни фактори тука мислам и на граѓанскиот сектор, па и на медиуми, и на стручна фела, универзитети, факултети нека се вклучат, но тоа не може да се претвори веќе во дебати, физибилити студии, анализи, работни групи и така натака и така. Очекувам промптни, брзи решенија, очекувам предлози од владата, ставени на јавна расправа, прифатени, неприфатени заклучоци, решенија и екзекуција на решенијата. Значи не очекувам закон кој што треба да има преодни и завршни одредби дека ќе влезе во примена после 1 година или после 2 години. Очекувам брзи, промптни решенија. Во кампањата нели слушнавме пореки од типот дека во судството ќе има резови, ќе се случуваат, па тоа можеше да се протолкува дека власта сега ќе се пресметува, таку искористам сад тој избор, можеби не е соодветен со нелојални суди или тие велат имало корумпирани суди, нели, за одредени случаи каде што и во јавноста излегуваат примери. Секој може да толкуваме во овој или во овој правец од субјективни или од објективни причини. Фактот е дека ние во општеството значи за да функционира едно општество, треба да чувствуваме базична сигурност дека има некој да ги запази правилата. Нека не е во делот на политика или на функционери или на политички предмети. Реално, Думовски, очекувате дека ќе постигнат консензус, дека ќе вклучат тука и опозицијата, дека овој процес ќе помине гладко? Види, власта е во таква ситуација да е комотна да ја вклучи опозицијата и да сака да ја вклучи опозицијата во овие процеси, заради тоа што политичкиот капитал на власта е огромен. Не може да биде оштетен, не може да биде проблематизиран доколку се вклучи опозицијата во овакви процеси. Тоа ќе е придобивка и за власт. Опозицијата па во тој момент ќе има можност да биде некаков регулатор, иако има слаб политички капитал, не е реформирана и така натака, но не се, тоа е работа на опозицијата, не е работа на моја или ваша. Кампањата дека власта е таа сега што сака да стави капа врз судството. Опозицијата ќе биде ставена во ситуација да не може да критикува ако одбие да биде вклучена во еден таков реформски процес. Добро, но тие велат бевме, ние подадовме рака, дадовме предлози, не ни беа прифатени. На крај сериозните луѓе нема да ги анализираат денеска прес конференциите, туку ќе ги гледаат процесите, ќе ги гледаат движењата кои што се малце од подол карактер. Ќе ги анализираат работите 6 месеци наназад, 6 месеци нанапред. Нема да гледаат денеска кој портпарол кого како го нападнал. Тоа е не... Апсолутно. Да. Кржаловски, што очекувате во овој сегмент? Ќе успее ли власта да пасира дел од оние слабости за кои што е делумни, иако велите дека сите овие 130.000 или 40.000 гласови за кои што прозива сега опозицијата и критичарите дека не се само заради неработење, лоши резултати така натаму, но
што треба да се поправи во овој сегмент и што очекувате од една владина реконструкција? Кога го прашуваш, Илија спомена во кампањата, па ма не ми беше ясно дали за оваа кампања мислиш или за ланска. Па во секоја кампања речи си исто да се... Тоа беше едно од, како вика, sticking point за работите, каде што програмата на ВМРО-ДПМН се разликуваше од некои од препораките на Европската унија и тука очекував да има проблем и така испадна, бидејќи ВМРО не отиде со своето решение, кој патем мене повеќе ми се допаѓаше за порадикални резови и побрзи. Витија во програмата, нели? Да, ама Европската унија сметаше дека не треба да се оди со албанскиот модел на ветинг и пак практично елиминирање на пола или повеќе судство на едно време само со 8 судии остана. Но Еди Рама не ги послуша, така беше? Не, тогаш така беше планот и тоаш го направија тој ветинг и се не ги послуша. Најголем дел од судиите излегува од судскиот систем. Остана само 8 судии во функционални во главните судови, па после се пополнуваше, што прави друг проблем. Нема кој да ги процесира предметите. И затоа Европската унија беше повнимателна да не се оди со така радикален рез и затоа сме во застој за да се и владата усогласи со тоа што Европската унија го препорачува или го смета дека треба да се направи за со таа консултација да се направи потребниот чекор. Пак на крај ќе треба владата да пресече како ќе оди колку длабоко таа реформа, ама очигледно треба. Ќе коригирам само за обично се цитираат тие 2% фамозни. Ама тоа е на прашањето дали имате целосна доверба, а обично се комбинира целосна или делумна и тогаш се рачуна заедничкиот процент, не дека тоа е нешто подобар, 13% е на судството и 18% на обвинителството. Така да е убедливо со најмала доверба, тоа е катастрофална доверба. Тоа е проблемот, веројатно, наша млада демократија што не чувствуваат изглед одговорност дека тие што седат таму и што се одговорни по тие совети, дека заради нив е таа перцепција. Добро, можеби начинот на кој што се бираат членовите на тие совети, бидејќи... Што, да. Да, возможно. Новиот модел што ни беше предложен од Европската унија, мислам дека не даде резултати ако се согласуват. Сето тоа што ни го предлага Европската унија не е дел од правосудството во старите членки на Европската унија. Така да, јас сум ги анализирал и овие аспекти на правосудниот систем, но сум ги анализирал и законите кои што регулираат медиумската сфера и своевремено и често во некои разговори помеѓу партиите на стручно ниво. Ние секогаш сме се обидувале да најдеме некаков пример во државите кои што се постари членки на Европската унија. Белгија, Луксембург, Холандија, Франција, Велика Британија, тогаш сега не. Па и Германија, ако сакате и Чешка, која што е некаков најуспешен модел од источните држави. Во многу од тие држави судиите се назначени од министрите. Нема ни судски совети, ни парламентарни контроли, ни ништо, така да малце да бидеме повнимателни. На крај на денот нашата мака, ако ние сите имаме државотворност, во смисла да се договориме дека луѓе, ова што го гледаме сега позади камерите со ѓубрето, дека стварно не дозволиво е во 21 век вака да живееме, или немавме возови, еден воз немавме пред една година, во 21 век, пред 150 години сме имале меѓународна линија која што поминувала низ Македонија. Во таков случај и судството мора да најдеме решение, ако се договорат сите политички структури тука и ако има некаков широк консензус на јавноста, верувајте дека Европската унија нема да Значи, рековте очекувате подлабоки резови, што конкретно, ајде сега, што е тоа подлабоко што би требало да се направи?